Добар ден, почитувани гледачи, или поздрав до гледачите на Ирис телевизија. Морам вака да ве поздравам, зашто оваа емисија оди и во реприза и во различни делови од денот. Отворено на тема, се разбира. Темите се зададени во ова време, а тоа се локалните избори, кои ни следуваат некаде таму на 15 октомври и она што е секојдневно доживење. А се надевам дека во некои други изборни циклуси ќе зборуваме само за она што е врзано за таквите избори. Еве да речеме колку градот ни е чист, колку ќе може да биде исчистен, дали ќе имаме подземни контейнери, дали ќе имаме селектирање на отпадот, регионални депонии, атмосферска канализација, да не се случува она што вчера ни се случи, па Штип изгледаше како езеро, но за тоа е вивнуна и конфигурацијата, но како теми зборувам што се би требало да се зборува за капиталните проекти од типот на измена на деталниот урбанистички план, генерален урбанистички план, како ќе влегуваме во градот, да немаме расправа за големите теми резервирани за некои други избори и за некои други надлежности на органи во државата. До тогаш ќе почекаме. А ние да си завршиме нашава работа во даденово време и во дадениве избори. Овде во програмата на телевизија Ирис ги повикуваме сите партиципенти во политичкиот живот, политичките партии. Во Штип имаме и една независна листа, каде што ќе ни ги кажат своите предлози, приоритети, начин како тоа ќе го изфинансираат и како ќе го реализираат, затоа што финансирањето на проектите најчесто се врзува со лица или со партии, па велат, ние направивме, вие направите. Направија граѓаните со буџетот кој го контрибуираат, го полнат преку порезот и пореската политика на една држава. Еве, јас толкова за останативи теми, за работата на Советот, за согледувањето на тоа што недостасуваше или што беше добро. Јане Миланов како координатор на советничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Добар ден, господине Миланов. Добар ден, поздрав до вас, до вашата телевизија и до вашите гледачи. Се уште велиме добар ден, бидејќи 17:30 не е се уште дел од денот, нели? Така, јас го поделив емисијава на два дела. Едното е како зададена тема, бидејќи на последната седница бевме сведоци и граѓаните и ние како медиум на донесување на одлуки за кои што имавте контроверзни или спротивставени мислења со позицијата на локална самоуправа. Јас вака да ве прашам на почетокот. За овие 4 години вие како советник можете да направите една кратка анализа. А јас да ве прашам вака, бидејќи така зборуваат и нашиве пензионери кои се најревностни поддржувачи или следачи на работата на институциите. Велат, зошто ни треба опозиција? Кога заврши изборите, они што ја добијат власта, нека се спроведуваат програма, а овие другиве нека се спремаат за избори. Зошто изгледа дека нашето сваќање за демократијата е такво, опозицијата е само декор. Имате ли такво чувство за овие 4 години? Да, за жал морам да кажам да сложам со вашата констатација и ако треба во најкратки црти да дадам некој профил на Советот на општина Штип во изминатиот период, во некои зборови, значи би кажал дека прво она што недостасуваше во овој совет е јавност во работата, понатаму недостаток на дебата, буџетот сам по себе е приказна за која што треба посебно се зборува, одговорноста по однос на носење на лоши одлуки. Исто така е посебно прашање. На моменти имаше непочитување на деловникот и она што беше една од главните карактеристики беше слепата послушност од страна на советниците на мнозинството кон градоначалникот. И сега, ако треба да се образложат... А што значи тоа? Ќе ве замолам само нешто, слепата послушност. Според законот, градоначалникот има предлог за донесување на одлуки, советничка група, група на граѓани и така натаму. Немаше ли дебата на предлогот на градоначалникот? Или меѓу вас советниците немаше дебата? Технологијата на носење на одлуки во основа, што беше и главна карактеристика на овој состав на Советот, беше дека оние предлог одлуки кои што се поставуваа на барање од градоначалникот минуваа во Советот и стануваа одлуки без при тоа да се уважуваат аргументи кои што ги изречувавме ние кога стануваше збор за лоши одлуки и нормално последица од сето тоа е носење и на некои лоши одлуки кои што се на штета на граѓаните и на оно што значи јавен интерес. Да не зборуваме за тоа дека многу малку
јавноста беше присутна во работата на Советот, бидејќи и медиумите слабо известува, меѓутоа и она што законот го предвидува како јавно за вработењето, дека седници се јавни и дека може да изследат сите граѓани, во основа се сведуваше само на следење од страна на службите во собранието. Така да многу работи, многу одлуки и начинот на кој што е дојдено тие одлуки, јавноста воопшто и немаше можност да ги види. Да се вратиме на она што според законот се круцијални или основни работи на локалната самоуправа. Ајде да почнеме од парите. Донесувавте буџети, барем они основните буџети, за не би зборувале, бидејќи блок дотациите се пренесување на располагање од централниот буџет и тоа има ставки, вие донесувате одлука само за промена на ставките. Не велам дека немате ингеренции, но во главно нема големи интервенции, освен домакинско работи. А ова е прибирање и располагање со средства, нели? Донесувате одлуки за 500 милиона, 420 милиона, ако не се лажам, првиот беше 380 милиона денара буџет, а неговата реализација беше под ревизија, поточно се правеше ребаланс, па имаше 27, 36%, ако не се лажам, на приходната страна и така натаму. Вие како реагиравте на ово движење на буџет? Значи, начинот на планирање, носење на буџетот и неговото трошење е посебно приказна и заслужува посебно внимание, така да она што можам со сигурност да кажам е дека буџетот не беше планиран јавно и немаше можност ниту граѓаните, ниту ние како советници да даваме предлози, сугестии за ставање на поедини ставки и планирање на поедини ставки во буџетот. Значи, од тој аспект Советот не беше јавен, што еден од основните принципи при носење на буџетите. Не беше буџетот ниту реален, бидејќи се предимензионираше, свесно или несвесно, на моменти популистички малку, така да ова нереалност во планирањето на приходите на буџетот се доаѓаше до израз кога се разгледуваше реализацијата на буџетот, било во кварталните периоди, било на крајот од годината. Со вашата констатација е сосема точна дека имавме по правило ниски ставки на нисок процента реализација на основниот буџет, кој што за илустрација само за оваа година на периодот од 1 до 6 2017 година имаме процентна реализација на основниот буџет од само 16%. Само 16% за првата половина на 2017. Што зборува само за себе колку буџетот бил во приходниот дел нереално планиран и проектиран. Но тоа може да значи нешто друго. Познавачите на движењето на буџетот реализација велат дека администрацијата, задолжените за реализацијата на буџетот не си завршија работа, бидејќи буџетот може да биде и полн, ама не се реализирале проектите поради разни причини. Но тоа е така кога се предимenzionира и администрацијата, таа секогаш покажува дека колку поголема број на администрација имаш, толку помало реализација на проектите од буџетот, бидејќи таа сама по себе е потрошуваш на буџет. Но да го ставиме тоа. Во реализацијата на буџетот рековте дека сега имаме ниска ставка. Јас морам и вас да ве критикувам дека ни вие не подигнавте многу поголем интерес кај граѓаните за тоа. Или сметате дека на граѓаните не е важно тоа? Да, ова за жал не враќа пак на прашањето за јавноста во работењето на Советот. Јас тоа веќе го реков, меѓутоа уште еднашка морам да повторам дека јавноста беше многу малку присутна и имаме ситуација голем дел од граѓаните во ситуација кога немате информации за тоа на кој начин, како работи Советот, кои одлуки на кој начин ги носи, мислам дека во Советот практично и не се работи како што треба. По принципот она зашто не сум информиран, што не знам дека постои, практично и не постои, не случува. Меѓутоа за жал не е така и она што очекувам да се среди во наредниот период е да се подобри таа јавност за вработењето на Советот и медиумите да бидат малку повеќе присутни во интерес на јавноста, во интерес на граѓаните да пренесуваат што всушност се случува во Советот и на кој начин Советот работи, носи одлуки, дискутираат и така натаму и така натаму. Да поминеме на вториот дел, а тоа се јавните предпријатија и годишните програми. Советот донесува одлука, ги усвојува предложените програми, бара реализација на квартално ниво, ги испраќа инспекциите
за реализација на ставките од одлуките што си ги донеле. Колку ви учествувате со своји сугестии во годишните планови? Значи, на почетокот од годината се носат годишните програми за работа на јавните предпријатија. На почетокот на школските години се носат годишни програми за работа на општинските училишта и така натаму, а на крајот од годината се носат извештаите за работењето на предпријатието, вклучително и финансиските извештаи. Ние, како опозиција, како малцинство во Советот, како советска група, максимално се трудевме да видиме што поприсути во работењето и во влијањето на сите овие програми, но и критички се осврнуваме кон извештаите од работењето на јавните предпријатија. Последица на тоа е што по правило, секогаш кога се носеа одлуките за програмите за работа на јавните предпријатија, ние дававме подршка со одредени забелешки, ако имавме и предлози, но кога се донесува извештаите, кога се разгледува извештаите, по однос на бројни забелешки, најчесто ние гласавме против. Извештаите, бидејќи имаме секојаш забелешки, и сметаме дека тие треба да се земат предвид, да се вградат во она што ќе значи програма за наредниот период за работење. Така да тоа е еден заеднички минител на она што значи кога ние во принцип сме гласале за, а кога против некој одлуки. И во тој поглед една мала статистика што впрочем сведочи и за тоа колку ние бевме конструктивни како советичка група, е дека од вкупниот број на одлуки што ги донесе Советот за овој период од 4 и нешто години, околу 45% од одлуките беа поддржани од наша страна, а останатите околу 55% беа пола, значи пола бевме воздржани, сметајќи дека можеби не се одлуките до крај направени како што треба, или ако не беа прифатени одредени наши сугестии, а за еден добар дел, значи бевме и против, околу 25%, односно 20% бевме против, и тука во главно се оние извештаи кои што се однесува на работењето на јавните предпријатија, околу буџетот, квартални извештаи и така натаму. Локалната самоуправа има администрација во која што има инспекцијски служби кои треба вас советници да ви известат при донесувањето на при кварталните извештувања за тоа кои ставки, кои позиции се направени, како се пренесени средства. Вашата пресконференција вели вака дека за одредени активности на јавните предпријатија сте биле информирани дури кога тие се завршени. Како тогаш им е платено? Еве, кога сте ги добивале на Комисијата за финансија, ставките по основа на кој им е пренесено средства на јавните предпријатија. А во програмата ги нема, тие се завршиле, вие не сте ги гласали. А сте ги гласале после кога е завршен, што е против законите? Да, многу често имаме такви ситуации, чудни, во најмала рака би рекол, кога, значи, она што е влезено во програмата, што се носи на почетокот од годината, не се реализира како активност, но во текот на годината се реализират некои други активности кои што не се влезени во програмата. И се носи после реализација на тие активности, се донесува, се дава предлог за дополнување на програмата, што во основа би било во ред, би било легитимно, меѓутоа не во ситуација кога тоа се активности кои што веќе се завршени. И уште почудно, уште поабсурдно е што имавме често ситуации да се носи дополнување на програмата за работа на некои јавни предпријатија на крајот од годината. Од ноември, во декември и така натаму се дополнува програмата со активности кои што веќе се завршени. Што го доведува до прашање смисолот на постојањето на програмирањето на работата на овие јавни предпријатија. Така, да не зборуваме дека за тоа постои процедура пропишена со статутот на општината. Господин Миланов, еден од основните документи кои секој совет ги донесува, а тоа е доколку има потреба барање на измена на генералниот урбанистички план како врвен документ и измените на деталните урбанистички планови по потреба на граѓаните или вие како совет, предлог на градоначалникот и она што законот го овозможува. Вие, вашето искуство околу ова, еве, ние како новинари од вас, како советска група, дознаваме дека одредени крупни проекти во Штип се преименувани, наименувани, доименувани нивното име. Како реагирате вие на тоа? Еве, да споменеме дека Отиња, уредувањето на реката Отиња е под името партнерно уредување. Значи ние тоа се документи. Да, максимално настојуваме како советичка група да влијаеме посебно
при носењето на вакви круцијални одлуки кои што се однесуваат на она што значи општ заеднички интерес на сите граѓани, вклучително на одредени сообраќајници, уредување на коритото некој од и така натаму. И во таа смисла секогаш сме настапувале со одредени предлози кои што се во функција на надградување и подобрување на предлог одлуките кои што се на дневен ред. За жал, морам да кажам, многу мал дел од тие наши предлози беа прифаќани. Во делот на оваа статистика која што имам околу работењето на Советот, можам да кажам дека околу 92% од нашите предлози не беа прифатени на Советот, а само еден мал дел од околу 8% беа прифатени, а кои што се однесува на не толку битни работи, а од друга страна, значи, она што останува како приоритетни прашања за период кој што се носат, да речеме, за период од 3 години, оној план за развој на општината, оние клучни проекти, во некои навати ги предлагавме, тие се составен дел од буџетот, меѓутоа ниту еден од тие наши битни предлози не беше прифатен, туку се одеше со она што веќе е предложено од страна во најголем дел на градоначалникот. Господин Миланов, вие како советници имате на своја страна и законот. Побаравте ли заштита на постапката, законитост на работата на градоначалникот на советниците за 4 години, тама кај што се сметате дека е прекршена постапката од статуто или од законот, па преку инспекцијски служби да се увиди дали тоа е законито или не? Да, еден од инструментите кои што ни стоја на располагање како советничка група беше и можност за поднесување на представки до Државниот инспекторат за локална самоуправа, и ние тоа во некој наврати го направивме. Значи, поднесовме представки по однос на промена на годишната програма за поставување на урбана опрема, поднесовме представка по однос на назначувањето на постапката на назначување директор на јавното предпријатие ИСАР и така натаму. Значи, тоа се инструменти легални, меѓутоа кои што за жал од причини кои што јавноста добро ги знае во изминатиот период не дадува резултат. Да не зборуваме сега за таа тема, заробено судство, правосудство и така. Така, но имате ли ви поднесен документ кој стои као сведок на тоа време, например, во облик на тужба до правосудните органи? Да, има кривична пријава поднесена до Основното јавно обвинителство против градоначалникот, тоа е значи за период од пред околу 2 години за постапката околу назначување на директор на јавното предпријатие ИСАР. Имаме поднесено 2 представки до инспекторатот за локална самоуправа, што се однесува, реков веќе, на одредени работи околу програмата за урбана опрема, представка до Државниот просветен инспекторат, исто така околу начинот и постапката за одредување на паралелки со помал број ученици и така натаму. Значи, ние ги користиме тие инструменти, натаму е на институциите надлежни да преземат оно што е во нивна надлежност. Така, оде би направиле мала пауза за реклами, од режијата ќе ги сместат рекламите, а ние ќе продолжиме со она што е во овој момент најактуелно, тоа е последната ваша седница која ги заинтересира граѓаните. Поштовани гледачи, само кратка пауза за ЕПП, па се враќаме назад. Еве неповторно јас и Јане Миланов, координатор на советничката група на СДСМ во Советот на општина Штип, и темите или темата која ја закружуваше во Македонија, ја заокупираше јавноста, но и резултираше со одлуки на последниот совет. Господин Миланов, јас и на почетокот реков дека големите теми и на локални избори не одминуваат, па така да една голема тема беше со одлука на Советот, се надевам, затворена, иако веројатно ќе зборуваме многу за неја, а тоа е дека општините се нападнати или ќе бидат нападнати од мигранти кои ќе бараат да бидат сместени овде и така натаму, па се шпекулираше со броеви, но јас би сакал вие од почеток да го елаборирате вашиот став, па подоцна ќе продолжиме со разговор. Зашто според вас се работи? Да, јас оваа тема, ова прашање кое што е исклучително важно за сите граѓани, би го почнал со тоа кои се причините за тоа оваа стратегијата за интеграција на бегалци и странци да се најде на врвот на агендата на ВМРО ДПМН во очи на локалните избори. Мислам дека на секој простичен граѓанин, а тука мислам под простичен граѓанин на граѓанин кој што е простично информиран, му е јасно дека станува збор за
манипулација, за измислени црни сценарија, кои што не представуваат ништо друго, туку сламка за спас, очајнички обид на ВМРО ДПМН да го избегне поразот на локалните избори, кој што е повеќе од извесен. Така да во таа смисла сведоци сме дека имаме бројни манипулации, црни сценарии и така натаму, до сега неуспешни, исто како што ќе види и овој, бидејќи граѓани тоа веќе го препознаваат. Само една мала ретроспектива на она што се случуваше во изминатиот период. Имаме сценарија за измислена, што знам, кантонизација, федерализација, па спречување, обид за спречување на формирање на парламентарното мнозинство, кој што кулминираше, знаеме, на оној крвав четврток на 27 април и така натаму. Ова е уште еден обид во таа низа да се јавноста на некој начин манипулира, да се доведе во заблуда и да се на тој начин кари нешто во очи на овие локални избори. Тука е посебно интересно може би прашање како воопшто овој документ наставен како стратегија за интеграција на беглаци и странци се најде на дневен ред на Советот на Собранието. Се работи за работен драфт документ во фаза на нацрт, така? Така. Не е ни предлог, него е нацрт. Да, значи Министерството за труд и социјална политика изработувајќи го овој документ, кој што ќе каже покасно е всушност континуитет на еден документ под исто вако име, изработен за период 2009-2015 година, значи ова драфт верзија на оваа стратегија, на овој документ го испреке до ЗЕЛС. ЗЕЛС со намера, со цел значи да добие повратен одговор во списа на сугестии, предлози и така натаму, забелешки на оваа стратегија, на овој документ. ЗЕЛС го препреке до градоначалниците и сега нашиот градоначалник, како и другите градоначалници каде што во општините каде што имат мнозинство во Советот, ВМРО ДПМН, го испреке Советот, практично го подметува како кукавиче јајце до Советот да го тој документ гласа за или против. Што само по себе е абсурдно, бидејќи тоа не е документ кој што е во надлежност од Советот. Но Советот може да има свои забелешки и вградување на одредени сугестии. И тоа би било сосема легитимно и тука ние бевме спремни да дадеме свој допринос, меѓутоа Советот за жал носи една чудна одлука за овој документ да гласа за или против него, што само по себе е надвор од неговите надлежности, бидејќи тоа е документ кој што е национален стратешки документ кој што го носи надлежното министерство, односно владата на Република Македонија. И тука почнувам, значи ако се земе предвид демокрацијот капацитет на градоначалникот Захариев, кој што многу одлуки и барања кои што навистина треба да ги разгледува Советот и по нив да одлучува, тој значи таквите барања од граѓани, здруженија на граѓани, клубови, спортки и така натаму ги чува во фиока или ги одбива без тие да дојдат на дневен ред во Советот, значи со еден таков демократски капацитет. Сега автократот Захариев се претвара во демократ и до Советот бара тој демократски демек да се изјасни за или против оваа стратегија, што е абсурд само по себе. И на ова се надврза она што е така наречена граѓанска иницијатива од група граѓани кои што со потписи поднесуваат барање до Советот за распишување на референдум. Сега, распишувањето на референдум се оди според закон, вие донесете одлука, поточно вие излеговте, мнозинството донесе одлука. Како го оценувате вашето излегување, како служување или како против? Во основа, значи, ние не присуствуваме на чинот на гласање за кога беше прифатена граѓанската иницијатива на значи Советот. Врз основа на таа иницијатива донесе одлука по сопствена иницијатива да распише или да донесе одлука за распишување на референдум. И значи од тој аспект работите се сосема легитимни, бидејќи Советот го има тоа право, иницииран од барање од група граѓани да по сопствена иницијатива да носи одлуки, вклучително и вакви одлуки за распишување на референдум. За денот на изборите. Така. Она што за нас е повеќе од спорно е манипулацијата која што е очигледна и намерата која што е очигледна да се изманипулира дел од граѓаните кои што значи ќе излезат да гласат на локалните избори и она што ние го прифатиме на последната седница на Советот во врска со овој референдум е да ние ќе ја прифатиме одлуката за распишување на референдум, да ние ќе го прифатиме и референдумското прашање тако како што е,
макар што е проблематично по многу нешто, меѓутоа она што за нас е неприфатливо е датумот на одржување на овој референдум на денот на одржување на локалните избори. И уште околу самото прашање, да кажам неколку збора, значи прашањето е дали сте за формулацијата на прашање дали сте за или против интеграција и населување на бегалци во општина Штип. Значи прашање кое што е манипулативно по својата суштина, бидејќи не се базира на нешто реално, на некаква реална ситуација, на некоја реална процека или опасност, туку е хипотетично и во себе содржи претпоставка која што практично е неостварлива и која што никој до сега не е кажал дека ќе биде како таква некаква реална опасност и за граѓаните на општина Штип и воопшто за граѓаните на Македонија. Значи, ние го прифатиме дури и овако како што е прашањето, но она што е неприфатливо е обидот за манипулација и искористување на овој референдум на денот на изборите. Мора да признаете дека и помалку има логика и варањето на советичката група на позицијата која вели со еден трошок да го видиме мислењето на граѓаните. Вие велите нека биде друг ден. Ова заштеда на средствата е или повторно, како вие што велите, можност за манипулација? Да, јас би рекол дека тоа е всушност врв на дволичноста на овие подносители на барање за референдум и на советите кои што ја донесе одлука за референдум. Имено, ако тие беа навистина загрижени за тоа да не се прават непотребни трошоци во делот на носење на ваква одлука, тоа можеше да се донесе на седница на самиот совет. Значи, ние бевме спремни да донесеме едногласна одлука, консензуална одлука во делот, значи да нема населување и покрај тоа што нема реална опасност, меѓутоа еве да го потврдиме тоа преку одлука едногласно да нема населување на лица, странци, бегалци и така натаму. Меѓутоа тоа не го прифатија, а од друга страна лицемерно велат дека да, непотребно да не се трошат пари со распишување на референдум надвор од онај датум кој што е предвиден со локалните избори. Господин Миланов, во Македонија има низа на информации, јас нема да ги квалифицирам, вие ќе си ги кажете што мислите, е тоа дека од надлежното министерство до одредени општини, не за сите не сум слушана, испратена упатство веќе да се одредат локации каде што тие станови ќе бидат изградени. Постои ли таков документ или сте го видели ли вие? Ќе ги прашаме другите дали постои. Значи, еве јас децидно тврдам и одговорно тврдам дека никакво барање за локации не е доставено до општина Штип од страна на ресорното Министерство за труд и социјална политика. Дури прашањето дали е доставено такво барање до градоначалникот, јас на претпоставената седница на советот му го поставив директно на градоначалникот Захариев и добив зачудувачки одговор дека за тоа треба да ја прашам госпоѓата Мила Царовска. Министерката за труд и социјална политика. Јас одговорот го знам на тоа прашање, дека нема никакво барање, никакви локации и така натаму, меѓутоа сакав јавноста, советниците да чуат од устата на градоначалникот Захариев дека такво барање нема. Тој на еден ваков начин, невешт јас би рекол, го избегна. Ја избегна можноста да даде одговор, меѓутоа еве останува должен и на јавноста да во некоја прилика да даде одговор дали од него е побарано да даде локации и кои се тие локации. Вие како советник знаете, бидејќи сте донесувале одлука за измената на деталниот урбанистички план и така натаму, документи потребно за тоа, низ Штип помина, низ Македонија помина и слики за точни локации. Еве во Штип населбата Сења, како не се лажам, е покажена како место каде што ќе се градат околу 300 станови. Што советот има ли сознание за тоа? И тоа е чиста шпекулација, чиста манипулација со луѓето кои што не се доволно информирани и кои што дел од нив можеби ќе подлегат на едни вакви дезинформации, меѓутоа она што го знаеме сите и преку одлуките на советот е дека станува збор за локации кои што се веќе купени од приватни инвеститори и кои што во таа насока веќе инвестираат и градат, меѓутоа градат за
комерцијални потреби, комерцијални потреби. Така да во таа смисла пак ќе речем чиста спекулација и чиста манипулација е злоупотребата на тие локации и на тие фирми кои што всушност се инвеститори на тие локации. Господин Миланов, постои ли некаков документ кој како пример може да се покаже врз основа на оваа стратегија која владата на Република Македонија без разлика во кој состав го донела, нели? Тој документ е врзувачки. Да, еве јас би сакал сега накратко само да дадам една мала ретроспектива за тоа како течеа дискусиите на Советот поврзани со овој документ, со оваа стратегија за интеграција на беглаци и странци. Оно што јас го апелирав на самиот почеток на оваа дебата, на таа расправа, беше да се држиме до аргументи, да се држиме до факти. За жал, градоначалникот и дел неколку советника после него во своите дискусии изнесува квази аргументи од стилот на хипотетички сценарија, во стилот што ако Европа не ги врати назад тие мигранти, тие бегалци, во стилот што ако дојдат утре во Македонија стотици, 200, 300 илјади бегалци, или риторички прашања во стилот зашто овие бегалци не ги прифаќаат богатите муслимански земји како Катар, Саудитска Арабија и така натаму. Се тоа зачинето со многу патетика во стилот јас си го сакам мојот роден град, си ја сакам мојата родна грудка и така натаму. Значи низа на квази аргументи на кои што ние одговоривме со аргументи, вистински аргументи и факти кои што се поврзани со овој документ кој што е насловен Стратегија за интеграција на беглаци и странци. И во таа смисла еве јас би изнел дел од тие наши аргументи кои што се всушност само факти во делот на ова стратегија. Значи, оваа стратегија, овој документ представува континуитет на ист таков документ, стратешки документ, со исто такво име, Стратегија за интеграција на беглаци и странци, донесен од владата предводена од Никола Груевски на 28 декември 2008 година. Тоа е тој документ врз основа на кој што е донесен национален акционен план. И овде можат и гледачите да видат, да погледнат зашто всушност станува збор. Значи, еве јас би прочитал дека имаме тука Стратегија за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија 2008-2015 година. И овде пишува датум јуни 2009 година. Значи, врз основа на овој документ, оваа стратегија донесена на крајот од 2008 година е донесен овој национален акционен план. И во него, еве, сосема накратко, јас би во овој дел на овој документ вели вака: на 28 декември 2008 година владата на Република Македонија го усвои документот Стратегија за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија 2008-2015 година. Стратегијата е усогласена со сите други национални стратегии на државата и со меѓународната правна рамка на Европската Унија. И тука завршуваат сите спекулации дека ова е некој нов документ кој што го носи владата сега, односно со ресорното министерство. Фактот што никој документот е нов, но ќе ви замолил само бидејќи сте ги прочитали едно и друго, дали се софаѓаат? Тие се целосно совпаѓаат со тоа што во оваа стратегија што е за наредниот период 2017-2027 година, оние мерки кои што се предложени, кои што се поместени во првичниот документ, првичната стратегија од 2008-2015 година, тие мерки се поделени на краткорочни, среднорочни и долгорочни, се разработуваат оние кои што се реализирани во поголем дел се отврлени како такви, меѓутоа има мерки кои што не се целосно или воопшто не се реализирани и тие се предмет на обработка, на разработка на оваа стратегија, на овој документ кој што пак ќе речеме континуитет всушност на документ кој што е министерката објаснува дека според обврските кои Македонија, Република Македонија ги земала во согласно со конвенциите кои сама ги потпишала, е должна да донесе вакви документи. Да, значи постојат меѓународни конвенции кои што ја образуваат Република Македонија во делот на заштита на лицата со стекнато право на азил да се однесува на одреден начин, односно согласно националното и меѓународното законодавство. И еве како последица од ова што е донесено од 2009 година како
стратегија за интеграција на беглаци и странци, имаме уште еден документ, може да го погледнат гледачите. Так. Неговото име тој изводок од НАТАЦ, записникот на 224-та седница на владата на Република Македонија, одржана на 29.3.2011 година, подписник генерален секретар Кирил Божински. Така, значи во овој документ од март 2011 година вели вака: информација за имплементација на стратегијата за интеграција на беглаци и странци. И вика владата го задолжува Министерството за транспорт и врски во рок од 10 дена да предложи една или две локации на земјиште во државна сопственост кој може да се користи за изградба на стамбени единици. Понатаму, последица значи на оваа одлука на владата од 2009 година е ова барање кое што е подпишано од тогашниот министер за труд и социјална политика Спиро Ристовски, упатено до општина Сарај, односно до градоначалникот општина Сарај, во кој што вели дека Министерството за труд и социјална политика има одобрен проект за изградба на социјални станови преку ИПА фондот за потребите на сместување на бегалците и социјално загрозени лица. Тоа е во општина Сарај. Министер Спиро Ристовски, тоа е значи од тогашниот министер за труд и социјална политика. И тука завршуваат спекулациите, манипулациите. Так, вакви документи сега нас не интересира општина Штип или воопшто општините во источниот регион, каде што се гледа Ирис телевизија. Дали ваков документ, седно спрашувам, дали ваков документ е дојден до Советот? Како што е донесен овде? Ниту до Советот, уште днеска, значи, категорички тврдам и одговорно дека ниту до Советот, ниту до градоначалникот е дојдено било какво барање за одредување на локации кај што евентуално би се граделе вакви станови. Господин Миланов, ќе има многу теми во време на кампањата кои што ќе ги поставам како можност за разговор околу овој документ. Ако имате уште нешто да додадете? Да, јас би сакал во насока на аргументирање на оваа стратегија како континуитет од еден документ што е донесен во еден претходен период, и да се уште некои работи би сакал да кажам. Значи, освен обврските што произлегуваат од веќе усвоените документи за кои што зборувавме во период 2008-2009 година, значи потребите за развивање натамошно на овој стратешки документ, на оваа стратегија, произлегуваат и од јасно разграничување на националните и меѓународните обврски на Република Македонија во делот на меѓународна заштита на лица кои што имат стекнато статус на лице со право на азил. Значи, не зборуваме тука за тоа се лица кои што имат стекнато законско право за престој, а не зборуваме за лица кои што се мигранти или лица кои што не сакат да останат во Република Македонија. А такви лица со право на азил моментално во Македонија, според моите информации, има вкупно 10. Еве. Гледам дека имате и податок за тоа. За какви лица се работи? Па вкупно, значи... Според националност гледам дека имате. Да, има од Ирак едно лице, од Сирија имаме 6 лица и од Пакистан 2 лица, од Алжир едно лице. Тоа се значи вкупно 10 лица кои што го користат правото на азил и правото на субсидијарна заштита. И тоа е она што се факти. Понатаму, значи, друг аргумент во насока на она што го предвидува стратегијата е од аспект на пристап до правата, кои што веќе се гарантирани со овие, кои што веќе се дел од оваа национална и меѓународно законодавство, стратегијата само дава препорака до надлежните институции како на поекономичен, на посеопфатен начин да ги остварат своите обврски кои што веќе произлегуваат од овие документи. И она што е важно, треба да се каже дека во рамки на стратегијата се опфатени и оние ранливи категории од домицилното население. Тука значи се македонски државјани повратници со реадмисија, тука се внатрешно населени лица, бездомници и така натаму. Така да стратегијата представува еден сеопфатен документ, една рамка која што кажува во кои насоки Република Македонија треба да го решава овој проблем кој што произлегува и од оно што значи не само национално, туку и меѓународно законодавство. И сега, што се однесува до оние процедури, до оној дел за добивање на државјанство. Значи, тие процедури за добивање на македонско државјанство се точно дефинирани со законот за државјанство кој што е донесен во 2004 година. И во делот за образование,
Исто така и тука имаше демек ќе добијат право на образование бегалците и така натаму, меѓутоа Законот за основно образование кој што е донесен во 2008 година во член 8 вели вака: деца со странско државјанство или деца без државјанство кои престојуваат во Република Македонија имаат право на основно образование под исти услови како и децата државјани на Република Македонија. Так. И сега што има нешто повеќе во оваа стратегија или во оваа надградба на стратегијата во однос на она што претходно било предвидено. Меѓутоа чиста манипулација е се ова за кој тоа е политичка борба. Так. Јас имам друго прашање до вас. Од каде произлегуваат тогаш бројките кои се реферуваат низ Македонија, па зашти 5-6 илјади мигранти кои треба да дојдат во Штип и да ги уживаат сите овие права што произлегуваат од овие документи што вие ги објаснивте. Значи, немите деца да додат на училишта, социјално да бидат згрижени, да бидат обезбедени со работни места и така натаму и така натаму. Од каде е таа бројка 5 или 6 илјади? И мора да признаете дека ги плашимо еве со граѓани. Да. Меѓутоа тоа е прашање што треба да биде упатрено на оној кој што манипулира со вакви избисани бројки. Значи, јас морам да кажам дека бројките се до крај по функција на плашење на јавноста, на граѓаните, преку вакви црни сценарија, а ниту еден податок званичен не укажува на тоа дека во Штип или во Македонија воопшто треба да очекуваме наеżда на вакви лица кои што ќе барат трајно интегрирање или сместување во Штип или во некоја друга во друга општина. Вие сте инженер, па може да направите побрза пресметка од мене. Ако има, например, 5 или 6 илјади мигранти, а треба да ги сместиме во станови, тоа ќе треба некаде околу отприлike 1500 станови, така ли? Да ви кажам право, јас воопшто не се оптеретувам со овие бројки, бидејќи оно што е повеќе од јасно дека стана збор за чисти манипулации, злоупотреби на бројки, паушални бројки, измислени со единствена цел да се луѓето заплашат, да се влее страф и така натаму, а крајната цел е да се кари нешто што може да се кари во очи на овие локални избори. Така. И ќе започнат локалните избори, поточно за нас како медиум започна на 7, од тогаш сме под мониторинг, има овде некои правила, ние црсто се држиме до нив, тоа не е обврска. Но мене како новинар и вас како долгогодишен педагог, учител, како мислите дека кој е вашиот впечаток со спуштање на нивото на кампањата на лично дезавуирање, навлегување во семејни односи, да не кажам крупни навреди? Зошто е тоа така? Зошто политиката е единствен излаз во Македонија да нешто да се заработи? Изгледа дека овие млади генерации сметат дека само низ криминал, корупција и политика сето воедно може да се дојде до пристоен начин на живот. Како ги воспитувате децата, професоре? Не треба со истрано сознање да го прават тоа? За жал морам да кажам, да сложам со вашата констатација дека и во очи на овие локални избори пак се соочуваме со крајно ниско ниво на политичка комуникација, на политичка кампања. Значи, уште пред почетокот, званичниот почеток на кампањата, веќе се соочуваме со ситуации кои што не доликуваат во немал рака за едно пристојно ниво на политичка култура. До кога тоа ќе биде така, тешко дека јас би можел да одговорам, меѓутоа само би сакал овде да изразам надеж дека сепак во догледно време ќе имаме подигање на ова ниво на општа политичка култура, која што ќе резултира пред секој избори да имаме една нормална кампања, едно нормално ниво на политичка комуникација. Овде ќе треба сите да направиме усилба. Проче, веројатно резултатот е тоа што некој друг направи анализа, јас само ја пренесов дека и како во сферата на економијата најисплатливо е занимавањето со вакви работи. Најбрзо се доаѓа до средства. Она истрајноста, предпринимаштвото, многу учењето кај вас, математика, физика, некако неисплатливо, а тоа за некои други теми. И благодарам што одвоивте време за отворено на тема и се надевам дека моите гледачи ќе донесат заклучоци според она што ние овде го разговараме. Ви благодарам на паната. Поштовани гледачи, моја работа овде е да инициирам дискусија и да им овозможам на спротивставените страни со сопствени аргументи да ја докажат својата вистина или својот приоритет. Тоа ќе го правиме се до изборите. За крај само една кинеска поговорка или една мисла на големиот Конфуције, тој се занимавал со социјални, со општествени теми, со војни теми многу време, но напишал вака: кога сакате
да ве представува или кога сакате важните одлуки да ги донесе една личност, тогаш гледајте тоа да биде добар човек, затоа што добриот човек секогаш поради ширината на неговата душа може да одбере способен човек кој ќе донесе оптимални резултати. Меѓутоа, способен човек кому му недостасува морална вертикала или таа добрина што тој вели ќе се наполни само со сопствената суета, што ги поништува сите резултати од неговата способност. Така напишал. Јас сам ја пренесол. До новата отворена тема, довидување.